Спорот со Грција за името како и лобирањето за членство на Македонија во Европската унија се наметнаа како теми во разговорите меѓу парламентарците за време на одржувањето на регионалното собрание Европа на парламентарното собрание на франкофонијата, на кое домаќин е Македонија. Уште една можност да се лобира за македонските евроаспирации. Овој пат повод е регионалниот парламентарен собир на франкофонијата, чии домаќин е Македонското собрание. Франкофонските земји по правило се резервирани кон тамошното проширување на унијата. Сепак, шефот на мисијата за Европа, Фреди Дегилаш, смета дека Македонија до 2011 треба да стане членка на унијата. C'est très long, c'est très complexe comme travail. Je sais qu'il y a une cellule gouvernementale qui travaille depuis des mois que pour parfaire ses travaux et que de telle façon à pouvoir être en ordre, disons, vers 2010-2011, ce qui correspond, si mes souvenirs sont bons, aux espoirs que vous formuliez au moment de votre premier dépôt de candidature. За Дегилаш и неговите колеги од франкофонијата името Република Македонија е неспорен факт. Спорот со Грција треба да се реши смирено, а историјата да се остави на страна, вели Дегилаш. За жал Македонија е малку позната во Европа. Macédonia existe, c'est un état de droit, c'est un état qui est encore mal connu chez nous. Beaucoup de mes collègues ont dû regarder où se trouvait la Macédoine sur la carte de géographie. И екс-министерката за надворешни работи Линка Митрева смета дека треба повеќе да се работи на афирмацијата на земјата во моменти кога кулминира грчката офанзива за името. Очекувам дека Македонија ќе знае да ги понуди своите аргументи и своите факти до собеседниците од меѓународната заедница, затоа што вистината е на наша страна. Македонија е прв домаќин на овој собир на кој учествуваат над 100 пратеници од земјите членки на парламентарното собрание на франкофонијата.